Викендов ќе се игра 13-тото коло во првенството на втората фудбалска лига Исток, во која Осогово на стадионот Никола Мантов ќе ја дочека водечката екипа на табелата Беласица од Струмица. Со оглед на лошите резултати и серијата порази во последните десетина кола, повеќе од јасно е дека жолто-сините ќе имаат исклучително тешка задача да му се спротивстават на противникот и да не доживеат катастрофа. Доволен доказ за тоа е што во минатото коло струмичани на гостувањето во Каменица ја прегазија Саса со 5:0, а две кола пред тоа го победија и Тиквеш во Кавадарци со 4:0. Ваквите резултати воопшто не влеваат оптимизам дека нашиот второлигаш може да се спаси од губењето на бодовите, па единствена утеха би било ако тоа не биде со голема гол разлика. Надпреварот се игра в сабота со почеток од 13 часот. Овој викенд ќе се игра и 8-то коло од првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција. По високиот минатонеделен пораз од 6:0 на гостувањето во Скопје против лидерот Драгон 2014, женскиот фудбалски клуб Кочани во ова коло ќе биде домакин на средбата со екипата на Тетово 2017. Со изгубените бодови во Скопје, девојчињата на тренерот Оливер Јовановски останаа на досега освоените 7 и се најдоа на 8-та позиција на табелата. За разлика од нив, тетовчанки имаат 9 бода, два повеќе од нашиот тим и се наоѓаат едно место погоре. Надпреварот со Тетово се игра в недела со почеток од 13 часот. Во втората футсал лига пак, во четвртокот вечерта се одигра редовното коло во кое екипата на Унипап на домашен терен го пречека водечкиот тим на Црна река од Кавадарци. Средбата заврши нерешено 6:6, иако неизвестноста траеше се до последната секунда. Гостите први дојдоа во водство уште во четвртата минута, а домашните изедначија 10 минути подоцна. Искусната и добро подготвена екипа од Кавадарци повторно направи предност од 2:1 на 5 минути пред крајот на првиот дел и со тој резултат се отиде на пауза. Во второто полувреме фудбалерите на Унипап ја презедоа иницијативата и постојано напаѓаа, што беше доволно да направат резултатски пресврат и да дојдат во водство. Головите ги постигнаа во 23-та, 26-та и 29-та минута, а малото невнимание придонесе кавадарчини да постигнат гол во 30-та минута и да намалкнат 4:3. До крајот на надпреварот гостите постојано го повлекуваа голманот од игра и на него место внесуваа петти фудбалер, што се покажа како добро решение. За 2 минути постигнаа уште 2 гола и дојдоа во предност од 5:4. На 8 минути пред крајот на надпреварот домакините израмнија, но гостите неколку мигови подоцна повторно постигнаа гол и дојдоа во предност од 6:5. Во напната атмосфера и исчекување, конечно Унипап на неколку секунди пред последниот свиреш на судијата постигна гол и успеа да задржи бод. Се на се, тоа беше одличен надпревар со возбудливи пресврати на задоволство на публиката која ја исполни трибината во салата на основното училиште Никола Карев.